Во вториот дел од градежната физика ќе се задржиме на механизмите за пренос на топлина. При што ќе разгледуваме кондукцијата или спроведувањето, каде што ќе ги разјасниме поимите пренос на топлина низ рамен зид, топлотен отпор, термичкиот коефициент на проток и пресметката на У вредноста, временското задоцнување и ефектот на изолација на маса. Понатаму конвекцијата или мешање, природна конвекција, вештачка конвекција, радијација или зрачење, и на крајот ќе го објасниме преминот на топлина, кој што представува комбиниран процес на конвекција и кондукција. Зошто ни е потребна топлината? Рековме дека топлината се јавува како резултат на внатрешните промени во секое тело, односно материја. Така и во нашето тело се случуваат низа на хемиски реакции и како резултат на нивното одвивање се создава топлина. Варењето на храната, што всушност представува излачување на нутритивните вредности од оброкот, создава енергија која е всушност топлинска енергија. Телото ја одржува својата температура од околу 37 степени Целзиусови со принципите на пренос на топлина кои важат за се во природата. Ако телото премногу се олади, хемиските реакции се случуваат побавно, бидејќи има помалку енергија за да се случат. Кога е ладно, значи нашето тело работи побавно. Нашиот мозок и нервите се најчувствителни и затоа ја губиме свеста при многу ниски температури. На крајот, срцето ослабува и се забавува. Ова се нарекува хипотермија. Но и премногу топлина е лоша за нашето тело. Хемиските реакции кои се одвиваат во телото се забрзуваат како резултат на големото количество на топлина. Ова е штетно, бидејќи кислородот во крвта навлегува побрзо од тоа што нашите бели дробови можат да го вдишат. Затоа луѓето на кои им е навистина жешко имаат тенденција да дишат брзо. Ова се нарекува хипертермија. За среќа, нашите тела многу добро ја регулираат својата температура преку потење, треска и на други начини, а размената на топлина со околината ја вршат преку дишењето, зрачењето, спроведувањето и со конвекција. Топлинскиот пренос го представува пренесувањето на топлината од место со повисока температура до место со пониска температура и е комплексно динамичен процес кој може да биде прецизно пресметан само со користење на сложени симулации. Во случај на едноставни градби постојат едноставни математички модели со доволна точност и на таков начин ние ќе ги работиме вежбите. Постојат неколку механизми за пренос на топлина. Кондукција или спроведување представува размена на кинетичката енергија помеѓу одделни молекули при директен контакт. Кај гасовите и течностите молекулите се слободно дифундирачки, додека кај цврстите тела тие се осцилирачки. Конвекцијата или мешањето се случува кога молекулите се движат низ просторот под дејство на механички сили, носејќи ја со себе топлинската енергија од молекулите. Радијација или зрачење представува пренос на топлина кое што се остварува од молекул на молекул по пат на емитирање на апсорбираните електромагнетни бранови. Нивото на емисија на градежните материјали е околу 0,9. Преносот на топлина од воздух или течност на цврсти материи обично се одвива со мешање на спроводливост, конвекција и зрачење. Пренос на топлина со кондукција, односно со спроведување. Во цврстите тела молекулите се распоредени по јазлите на кристалната решетка на меѓусебно растојание одредено со јачината на меѓумолекуларните сили. Молекулите осцилираат околу својата рамнотежна положба со амплитуда и зачестеност пропорционална на кинетичката енергија на телото, односно температурата на телото. Ако кинетичката енергија, односно температурата, се зголеми во едно подрачје на телото, интензивното осцилирање на молекулите механички се пренесува на соседните молекули и на тој начин доаѓа до пренос на кинетичката енергија, односно температурата низ целото тело. При тоа молекулите ја задржуваат својата маса во кристалната решетка.
Брзината на пренос на топлина низ телото според тоа зависи од големината на масата на молекулите, како и силите кои постојат помеѓу нив и се карактеристични за секое тело, односно за секоја материја. Кај флуидите, гасовите и течностите, меѓумолекуларните сили се многу послаби и хаотично се движат во сите правци, при што меѓусебно се студираат и разметуваат кинетичка енергија. Кога кај нив се изедначи температурата, молекулите на флуидите се наоѓаат во состојба на динамичка енергетска рамнотежа. Но ако се зголеми температурната рамнотежата се нарушува. Молекулите со вишок на кинетичка енергија се судираат со поспорите, им ја предаваат својата енергија и на тој начин во флуидот се пренесува топлината. На сликата е прикажан графикон со кој што се објаснува преносот на топлина со кондукција. Преносот на топлина низ рамен ѕид е пропорционален на површината на ѕидот, означено со F, и разликата на температурата од двете страни на ѕидот, делта T, T1 минус T2, а обратно пропорционален од дебелината на ѕидот, делта X. Под ѕид може да се подразбере тело од дрво, бетон, метал или некој флуид. Ламда е коефициент на пропорционалност или топлинска спроводливост. Тоа е количеството на топлина која за единица време од 1 секунда поминува низ материјал со дебелина од 1 метар, нормално на неговата површина од 1 метар квадратен, при температурна разлика од делта Т помеѓу граничните површини од 1 Келвин. Се утврдува експериментално и е карактеристика на материјалите. Вредностите на ламда, односно коефициентот на пропорционалност, се дадени во табела во скриптата и материјалите кои што имаат топлинска спроводливост помала од 0,23 се нарекуваат уште изолацијски материјали. Термоизолационите материјали се обично порозни тела кои во својата структура содржат меурчиња од воздух. Воздухот е лош топлински спроводник, па според тоа цврстиот материјал кој е попорозен е подобар изолатор. Цврстиот материјал во изолацијата има само механичка улога да ја одржи крута меурестата структура, а изолацијските способности се особините на заробениот воздух во таа меуреста структура. На тој начин доаѓаме до топлотен отпор на материјалот, кој зависи од воздушните простори при протокот на топлина. Познавајќи го топлотниот отпор на материјалот, може да се предвиде колку топлина ќе протече низ него. Термичката отпорност на градежните материјали во голема мерка зависи од бројот и големината на воздушните меури кои ги содржат. Термичките карактеристики на ѕидовите или покривните површини се зададени со термичкиот коефициент на проток и тоа е мерка за топлинска спроводливост, па според тоа е обратно пропорционална од топлинскиот отпор. Во услови на стабилна состојба, а тоа е кога температурата на материјалот останува константна подолг временски период, 1 сантиметар дрво има ист топлотен отпор како и 12 сантиметри бетон. Тоа е заради заробениот воздух во дрвото. Дрвото и бетонот се според тоа две тела со еднаков топлотен отпор изложени на иста температурна разлика. Иако и двата ѕида имаат ист топлински отпор, тие немаат ист топлински капацитет. За еднакви волумени, дрвото и бетонот имаат приближно ист волуменски топлински капацитет, па така 12 см бетон ќе има 12 пати поголем топлински капацитет од 1 см дрво. Ако се претпостави дека температурата е 43 целзиусови степени од едната страна, а 10 целзиусови степени од другата страна кај двата ѕида, топлината ќе протекува низ двата ձида, но првичната топлина што ќе влезе ќе биде употребена за подигнување на температурата внатре во секој материјал. Само кога ձидовите ќе бидат значително загреани, топлината ќе може да излезе од другата страна. Ова за доцнување на спроводливоста на топлина е многу кратко кај 1 см дрво,
заради нискиот топлински капацитет, додека кај бетонот е многу повеќе заради високиот топлински капацитет. Овој феномен на одложен топлински проток е познат како временско задоцнување. Овој феномен за временско задоцнување ќе ни помогне да го разгледаме ефектот на изолација на маса. При тоа, ќе разгледуваме еден зид прикажан во 3 различни периоди од денот. Во 11 часот, внатрешната температура е пониска од надворешната, па протокот се одвива од надвор кон внатре. При тоа, поголем дел од топлината се користи за да се подигне температурата во самиот зид. Во 16 часот, температурата надвор е мошна висока и веќе одредено количество на топлина е внатре. Меѓутоа, се уште дел од топлината оди за да се покачи температурата на зидот. Во 21 часот, надворешната температура се намалува под внатрешната температура, а особено под температурата на зидот. Сега голем дел од топлината складирана во зидот излегува надвор без воопшто да стигне во внатрешноста на куќата или на објектот. Во овој случај, временското задоцнување служи како изолатор кога температурата надвор варира. Тоа особено се случува во пределите со топла и сува клима и се нарекува ефект на изолација на маса. Пренос на топлина со конвекција или мешање. При овој начин на пренос на топлина се врши мешање на частичките кои носат топлина со оние частички кои ја примаат. Тоа е пренос на топлина поради движењето на флуидот предизвикано заради разлика на температурите. Природна конвекција е кога преносот на топлина е сам по себе, а вешта конвекција е предизвикана кога преносот на топлина се добива со систематско движење на флуидот од некој технички уред, пумпа, дувалка, мешалка. Во секој случај, топлината најдобро се пренесува со турбуленција. Во системите кои се хомогени, а тоа се флуиди кои се во иста агрегатна состојба, преносот на топлина е без проблеми. Кај нив частичките кои се на различен степен на загреаност лесно и брзо се мешаат и температурата се изедначува со многу мала потрошувачка. Кај нехомогените системи се јавува значителен отпор при преносот на топлината на местото на допирот на површините на двата система, односно на двата флуида. На тој делот на допир, доаѓа до состојба на мирување наместо на турбулентно движење. И тука се јавува спроводливост на топлина во граничен слој. Но топлинската спроводливост на гасовите и течностите е многу мала, по овој граничен слој во мирување е главен отпор при преносот на топлина кај хетерогените системи. Конвекцијата зависи од неколку фактори. Од температурата на флуидот и зидот, со порастот на температурата конвекцијата се намалува, брзината на флуидот, поголема брзина на флуидот значи поголема конвекција. Густината и агрегатната состојба на флуидот. Граничниот слој е поголем кај флуидите со помала густина. Положбата и рапавоста на цврстата површина. Како и спроводливоста на флуидот, односно граничниот слој е поголем кај флуидите со поголем коефициент на топлинска спроводливост. Пренос на топлина со радиација или зрачење представува пренос на топлина со помош на електромагнетни бранови кои можат да патуваат низ вакуум, флуид или цврсто тело. При тоа, преносот на топлина се одвива без допир. Топлото тело го загрева ладното, а при тоа не се загрева и меѓупросторот меѓу нив. Кога топлотни зраци ќе паднат на некое тело, тогаш од вкупниот интензитет на зрачење, еден дел се апсорбира во телото како топлина, друг дел се рефлектира и трет дел се пропушта. На ваков начин се загреваат телата под влијание на сончевата светлина. При вообичаени температури и нормални ситуации, уделот на енергијата пренесен со зрачење е беззначаен и станува влијателен само при високи температури. Заради тоа, процесот на пренос на топлина со радиација во градежништвото нема големо значење. Премен на топлина. Пременот на топлина е размена на топлина помеѓу флуид и цврста површина и тоа е комбиниран процес на конвекција и кондукција.
На графиконот е прикажан тој феномен. Флуидот се движи со одредена брзина долж неподвижна цврста површина. Флуидот при тоа има повисока температура од цврстото тело. Флуидот при тоа струи турбулентно. Таков е случај кога ќе се пушти флуид да тече низ некоја цевка, како што е случајот со радиаторите. Во флуидот, заради голема брзина, брзо доаѓа до изедначување на температурата, доминантните сили на вискозитет ги раздвојуваат и вртат частичките, при што тие брзо го менуваат местата и доаѓа до брзо изедначување на температурата. Тоа е тој конвектен дел од преносот на топлина. Но во близина на допирот со цврстото тело, односно тој неподвижен зид, брзината на флуидот поради триењето нагло опаѓа. Тука нема вртлози и на граничниот слој топлината кон зидот, односно кон цврстото тело, се пренесува со кондукција. Кондукцијата сама по себе е спор молекуларен процес, па на граничниот слој се забележува брз пад на температурата. Тука забележуваме дека размената на температура се состои од две фази. Конвектен, многу брз дел од турбулентното подрачје на флуидот до граничниот цврст слој и кондуктивен, бавен пренос на топлина од граничниот слој на зидот понатаму. Кондуктивната фаза е многу побавна од конвективната и таа одредува целокупната брзина на преминот на топлина. Целиот топлински отпор е концентриран на граничниот слој. Заради тоа, брзината на премин на топлина може да се сведе на брзина на проток на топлина низ граничниот слој. При тоа, пренесената топлина Q е еднаква на коефициентот на пропорционалност алфа, коефициент на премин на топлина, и разликата на температурите помеѓу зидот и флуидот и површината на зидот. Коефициентот на пропорционалност алфа или коефициент на премин на топлина зависи од режимот на движење и природата на флуидот, брзината со која флуидот го оптеретува зидот и така натаму, и тоа не е константа зависна од видот на материјалот и се добива со сложени равенки и е во зависност од интензитетот на мешањето. На крајот, како вежба, обидете се да го решите следниот пример. Зададен е зид со височина 0,2 метри и широчина од 0,5 метри со температура од 40 степени Целзиусови. Колкаво количество на топлина ќе му предаде зидот на околниот воздух со температура од 20 Целзиусови степени, ако коефициентот на премин на топлина од зидот кон флуидот изнесува 4,3 ват на метар квадратен Целзиус степен.